И ете како што веќе погледнавте во најавата, дали ќе го разбудиме вашиот ишијас или пак ќе ве подсетиме дека треба да се обратите кај професионалец за да ги спречи, може би да ги намали сите болки или тегови кои што ги чувствувате, особено во ова промеливо годишно време. Ќе ни помогне денеска нашиот прв гостин. Искра е веќе тука заедно со нашиот веќе долгогодишен, би рекла, соработник и пријател Илија Жежов, познат и признат физиотерапевт. Добро утро и драго ми е што имаме повторно понеделнички вака да си го подсетиме ишијасот до каде стасал со упорноста, бидејќи како што знам јас за оваа дијагноза, Илија, ишијасот не се откажува така лесно од тоа кога ќе ни стане составен дел од животот. Добро утро, Сузе, до тебе, добро утро до гледачите на телевизија Алфа. Драго ми е што ме поканивте со прекрасната твоја колешка Искра во студиото на телевизија Алфа да дебатираме нели на оваа здравствена тема. Со оглед на тоа дека вчера беше 7 април, ден на здравието, јас би препорачал на вашите гледачи често да се грижат за своето здравје и често да внимаваат нели на сите здравствени состојби, бидејќи здравието е најважно секогаш од се. Така е, прекрасна моја колешка, прости што не ти реков и тебе. Да, добро утро. Јас ако смеам да кажам добро утро, да ви благодарам. Да, нашиот физиотерапевт, така можеме да си го наречем, Илија Жежов, искрено да ви кажам и ви кажав на вас двајцата, кога знам дека ми доаѓа, имам чувство дека се ме боли. Од овде до овде се ме боли, ама мораме да решаваме едно по едно. Так. Денес се одлучивме за ишијасот. Ајде, или вака стручно, често пати го потребуваме, но не знам дали точно знаеме што значи, што представува. Така, добро познат ишијалгија или ишијас кај пациентите. Тоа е еден од најголемите нерви во човековото тело, нервус ишијаликус, и ја зафаќа најчесто задната страна, значи од глутеусот, се спушта по задната регија на ногата, може да биде значи појава со болка во коленото, а завршува долу скроз во стапалото па се до прстите. Најчесто симптомите се трнење, значи ограничена, може да биде мала, средна или голема болка, отежнато движење, значи и интензитет на импулсација на болка. Пациентите понекогаш можат со таа болка да овозможуваат движење, а понекогаш и не, бидејќи нели во зависност од болката, секогаш тоа е индивидуално како влијае нели болката кај ишијалгичниот нерв. Но многу е важно првите, како што кажувам, секогаш така и денеска, многу е важно првите 4 до 5 дена доколку болката не поминува, веднаш пациентите да алармираат на доктор, на терапевт, се со цел како би се презеле нели првите чекори, односно првите мерки во медикаментозна терапија и соодветна значи индицирана, односно препорака за физикална терапија. Физикалната терапија представува еден клучен сегмент во лекувањето на сите болести, а најмногу во ишијасот. Во нашата ординација секојдневно се соочуваме со многу дијагностички дијагностики на заболување, но една од најчестите е ишијасот. Ето, од тука сакам да прашам, колку е честа? Едно од најчестите, но што значи тоа? Би кажал до гледачите јасно и прецизно дека ишијасот може да се појави значи и кај 20 години, и кај 40, и кај 60 години, бидејќи како што кажав станува збор за најголемиот нерв, може да се случи симптомот на болка да се појави од мало кревање на тежина, сецнување се вика тоа во L4, L5 лумбалната кичма и веднаш да се протега нели по глутеарниот дел од задната регија во фаза на окучување или пак во интензитет на болка. Ние секојдневно се соочуваме со разни видови дијагнози, што кажав, но ишијасот ние да кажам кај секој трет пациент во појава на болка и не поминува така лесно. Би кажал дека дури и по 21 ден третирање со физикална терапија, интензитетот на болка се уште имплусира и се уште пациентите ја чувствуваат таа болка во тој дел на кичмата, односно по протегањето на задна регија на ногата. Да, секако, во првите 10 до 12 дена смирувањето веќе започнува, но сакам да кажам од здравствен аспект дека смирувањето, односно рехабилитирањето, може да трае и со 30 терапии, а може да заврши и со 21 терапија индивидуално. Ако навреме се фати третирањето на лекувањето, ќе имаме позитивни резултати и ќе влијае тоа позитивно врз нас. Индивидуална е и болката што ја чувствуваме, рече со различен интензитет, но и симптомите што ги чувствуваме биле различни. Како да ја препознаеме
дека токму таа болка не е од ишијасот? Така, најчесто пациентите почнуваат прво болка да чувствуваат во лумбалниот дел на кичмата, латински кажано ЛС, во лумбално-тартичниот дел долу, така што веднаш после тоа почнува еден импулс на болка, односно на стегање во глутеусот, би кажал на левата или на десната страна, кое што исто така може да се протега надолу веднаш, па да се појави болка во коленото и најчесто го опфаќа листот од ногата долу со поголем интензитет на болка. Така да веднаш тука од стручен здравствен аспект би кажал дека тоа е појава на ишијас. Сега што е клучно во првите 2-3 дена? Првите 2-3 дена пациентите најчесто посегаат по своји медикаменти кои што они ги препознаваат дека можат да им помогнат соодветно во тој процес на лекување. Земаат дукло, дуо, дорета, тие се медикаменти кои што едноставно ја облажуваат. Се што може да не ја убие болката. Ете така, да ја облажат болката или да направат едно смирување на целиот тој процес. А подоцна секако таа болка, јас од моето долгогодишно 17 работно годишно искуство би кажал дека таа болка не поминува, туку само едноставно малку се заблажува, каде што после 2-3 дена пациентите веќе почнуваат да чувствуваат еден посилен интензитет на болка и веќе веднаш тука алармираат на физиотерапевт. Ние правиме протокол, план и програма преку кој би ја започнале целосна рехабилитација за да им помогнеме на пациентите се до целосно смирување на нивната болка и до враќање на нормализација на нивната здравствена состојба. Значи да не се лажеме, сама од себе не може да помине. Ишијалгичната болка која што може да се јави во L4, во L5 и протегање по задната регија не поминува со медикаменти. Пак ќе кажам, тоа е медикаментот кога се пие само може да се ублажи состојбата, но не и да се истретира во целосно лекување. Едно од клучните решенија во лекувањето, добро знаат пациентите дека тоа е точно така, бидејќи примената која што ја правиме врз нив го докажало тоа искуство во лекување, дека клучно решение само за лекување на овој проблем е физикална терапија. Многу пациенти се одговорни уште во првиот ден кога ќе се појави тој процес на болка и веднаш алармираат, се јавуваат, велат докторе добро утро или добар ден, не имаме веќе 2 дена болка со ишијасот, што да правиме? Ние веднаш ќе ги повикаме во нашата ординација на еден консултативен, односно информативен разговор, каде што ќе обавиме разговор со нив, ќе видиме нивната здравствена состојба, врз основа на нашето долгогодишно искуство ќе направиме преглед, ако има потреба веднаш ќе направиме, едноставно ќе дадеме индицирани насоки за магнет или за рентген, за да ја видиме состојбата што всушност се случува во L4 и во L5, бидејќи не може и дискусните преничења во L4 и во L5 да го интервенираат ишијасот, да прави ваков процес на болка и пациентите да имаат отежно движење и да не можат секојдневно да си ги извршат оние обврски во секојдневието каде што можат да си ги обавуваат. Колку е лесно диагностицирањето на ишијасот? Видете, со оглед на тоа колку сте стручни и колку години сте во медицината, докторите тоа можат веднаш да го утврдат дали станува збор за ишијас или некое друго диагностичко заболување. И јас би кажал од моето долгогодишно искуство, пациент веќе ќе ми се јави уште телефонски, ќе ми го каже проблема, јас веќе јасно ми е и знам дека станува збор за ишијас, па веднаш по прегледот, и не ги пракаме пациентите да прават диагностичко испитување од магнет или рентген. Ние доволно е да го видиме пациентот и со своји очи што се вика, за да утврдиме дали станува збор за ишијас, дископатија, спондилоза, дискоскенија или некое друго диагностичко заболување. Ако се сомневаме дека не сме направиле доволно што треба испитување врз тој преглед, веднаш тогаш даваме насоки да нашите пациенти се снимат и имаме една појасна слика. Понекогаш се случува искра, знаете, кога си сакате многу работата, кога многу се вложувате во своите пациенти и ќе дојдат на пример да речеме пациенти и ќе речат имам проблем со ова и ние ќе му утврдиме што е. Они сека да кажам не тоа дека не доврба, него си викаат ајде сега физиотерапевтот ми кажа, јас ќе направам испитување. И кога ќе направат рентген или магнет, кога ќе дојдат и ќе речат па добро докторе, кај знаете? Па јас да не би знаел, не би студирал медицина, би бил електричар, би бил механичар. Така сакам да ви кажам во тој контекст, бидејќи искуството долги години во медицината ќе ви даде за право огаш и веднаш да утврдите самата дијагноза, но во секој случај многу е важно што нашите пациенти ги почувствуваат промените уште во првите 5-6 третмани од физикалната терапија, се слекни, пред се што е смириле болката и секако многу е тоа добро кога знаете дека денес ќе функционирате без болка. Имам уште едно прашање околу диагностицирањето, сега ти ќе коригираш дали е точно или не е точно. Често пати ишијасот се јавувал секундарно како резултат на некоја друга болест.
Дали сепак мора после тоа да се упатат на други испитувања да се видат дали има некој друг причинител? Видете, постојат многу диагностички заболувања кои што можат да вклучат дополнителен проблем со нервус ишијаликус, односно ишијалгија, народски кажано. Може да биде значи кифозата, лордозата и сколиозата, која што прави едно целосно искривување на самиот ребетен столб, така што тука доаѓа до притисок на самите дискуси на ребетниот столб. Самите дискуси можат неогаш да направат маневрација, односно да ги интервенираат, значи дискусите да направат иритација на самиот нерв и да се создаде тој процес на болка. Затоа вело многу е важно да внимавате на своето здравје и да не дозволувате да дојдете до едни вакви сериозни диагностички заболувања што се кифоза, лордоза, искривување на ребетниот столб. Значи да морате веднаш кога ќе ви се појави некоја болка, веднаш да се обратите до лекар, веднаш да се обратите до физиотерапевт. Ние сме секогаш заедно тимски спремни и подготвени да им помогнеме на пациентите. Еве вчера имав еден таков преглед каде што отидов една пациентка, ми се јавија луѓето, дојди Илија, молим те, битно ни е вашето мислење, сакаме да ја видите мајка ми, кога отидов да ја видам нивната мајка. Замислете, во 2011 дадени беа насоки за физикална терапија кај пациентката со сериозна сколиоза на ломбалниот дел. Ако ние го запазевме тој период од 2011 година, ние ќе направивме значи едно рехабилитирање успешно, но вчера кога отидов, кога направив преглед кај пациентката, веќе беше све касно. Веќе тука доктор Филипче ќе мора да направи хируршка интервенција да би му помогнал на пациентката, но и тука не може да направи доктор Филипче операција кај пациентката. Зошто? Заради тоа што пациентката има 86 години и веќе на 86 години таа операција, односно интервенција, не може да биде поддржана, односно издржана, и што значи пациентката останува секојдневно да се заблажува со медикаменти каде што би ја облажувала состојбата со незината кичма, односно сколиоза. Значи, крајната варијанта и во овој случај со ишијасот е доколку ништо не помогне, тогаш е хируршка интервенција, така? Видете, многу е важно ако на почетокот ви е утврдено дека имате ишијас, дека имате сколиоза, дека имате кифоза или некое друго диагностичко заболување, многу е важно да го почитувате физиотерапевтот, односно лекарот, подадените насоки дека вие тоа рехабилитирање треба да го правите во подолг временски интервал. Вие не можете да очекувате на едно такво сериозно диагностичко заболување дека резултати ќе очекувате по 5-6 дена и дека лекувањето нервира прашањето колку точно терапија треба да имаме, кога ќе ми помине, така, затоа што не се знае. Јас го разбирам искра, со оглед на тоа дека финансиите се во нашата држава премногу мали, па луѓето не можат да издржат да се лекуваат значи една година или 2 години во однос на таа целосна рехабилитација, затоа што замислете сега на 16.000 динари пензија или да речем на минимална плата, вие треба да одвоите месечно за физикална терапија најмалку 200 евра. Што ќе ви остани понатака или за другите работи? Јас тоа го разбирам. Јасно ми е, но би кажал дека ако па здравјето го немате, тогаш ништо и не ви треба. Значи, затоа велам, дадените насоки од докторот, од терапевтот, мора да бидат почитувани, морате навреме да ги слушате советите што ви се дадени, бидејќи не би кажал нас не е гајле од доктори, од терапевти, вие сте пациент. Ке дојдете и кажете дека имате проблем со сколиоза, ние ќе ви го кажеме проблемот. Вие кога ќе излезете од ординација ќе речете, ај сега не, понатак. Не можете така да се понашате спрема вас, спрема вашето здравје и спрема некој што е барем да кажам 10 скалила повеќе од вас, некој учел медицина, студирал, се вложил за да вас утре други ден ви помогне. Но јас ќе ги пофалам моите пациенти. Секогаш све што сум им кажал во однос на нивна здравствена состојба. Секогаш послушале, секогаш испочитувале и секогаш сме го фатиле што се вели првиот воз на време. Но има и такви пациенти кои што ќе ги дадеме насоките, кои што ги пролонгираат лекувањата, ќе дојдат после 6 месеци, а веќе до тогаш дегенеративните процеси направиле поголем процес на искривување и сме дошле до процес каде што ние тука веќе физиотерапевтите немаме улога во лекувањето. Тука веќе доаѓа хируршка интервенција, а по хируршката интервенција секако тогаш повторно пак ние ќе имаме рехабилитација. А иле колку имаат дојдено кај тебе пациенти кои што не ја сватиле улогата, значајната улога на физиотерапевтот, туку отишле кај некои други, местачи, масери, колку има, па после тоа им се влошила состојбата, да речеме? Видете, со оглед на тоа дека вие добро ме познавате, јас сум долгогодишен соработник, што кажа Сузе во телевизија Алфа и веќе 6 години гостувам во вашите емисии. Благодарам што секогаш го цените моето професионално однесување спрема пациентите и спрема вашите телевизиски куки, што ме кани да гостувам. Јас пациент кога ќе дојде кај мене во ординација, кога ќе побара моето мислење му е многу важно и многу битно, затоа што сепак да бидете 17 години во медицината
дека сте заслужиле да оставите еден простор кај пациентите, се огаш да ве пофалат. Јас велам не, огаш може и да ме искритикуваат. Јас не сум совршен, јас не можам да бидам 100% совршен, но јас знам колку сум стручен во однос на тоа да му кажам дали тој пациент ќе има успех или нема да има успех во неговото рехабилитирање. Да, има и такви пациенти кои што многу е битно да соберете и повеќе мислења. Не можете вие да го слушате само Илија Жижов или Искрен Мисик или Сузе. Значи ќе отидете ќе побарате мислење од Филипче, ќе побарате мислење од Владо Серафимовски, ќе побарате од Илија, од Искра, од Сузе. А тоа е многу битно да соберете повеќе мислења. Ни огаш немојте да слушате едно мислење. Јас тоа го велам да. Меѓутоа пак се огаш ќе ги одберете оние поискусните кои што ја имаат нели стручната работа во медицината и ќе го сватите нели нивното мислење. А има и такви пациенти кои што одат кај железничарот, кај шизикот, кај вамо тамо, не знам, некои местачи кои што за мене се извинувам длабоко што ќе кажам, луѓе што не се со медицинска диплома од медицински факултет, за мене се тоа луѓе измислени кои што прават едноставно бизнис, но и за тие не се криви они сами. Крива е државата, односно инспекцијата што им дозволила да работат, да прават пари, а немаат ниту фискализација, ниту пак ја разбираат анатомијата и физиологијата да му помогнат на пациентот, а пациентот има мака, он си мисли дека е доктор тој или што и дае, нели, во наведениот случај каде што се обратил да се третира, да се лекува, побарал помош, не огаш може да се случи на сериозна сколиоза, на потфатен дискус, да му прават масажа или да се прави некоја екстензија, корективност на кичмата, може да се скрши пршленот, може да пукне дискусот, да дојде до хируршка интервенција. И се сеќавате сега во Србија што се случи, кога отишол кај хиропрактичар пациент, тој хиропрактичар право не бил медицински соодветно школуван, му направил скршеница на кичмата. Пациентот е се уште во количка, не ги движи нозете. Значи, морате, кога одидете да се лекувате, морате да одберите кога ќе се лекувате. Кој ви го нуди најдоброто, значи морате да го одберите него. Ама македонскиот народ е научен се огаш да посегне по зелка на коленото, и секако нели по апчето што мисли дека во моментот може да му помогне. За кромит не знам, вие ќе ме коригирате, али за зелка знам ќе дојдат ќе ми речат да Илија имав болки со коленото и ставив зелка. Викам, од каде ви се овие методологии, вика, па баба ми му ставаше на татко ми му ставаше на мајка ми и сито тоа нели така. Се префрлува, но важно е луѓе да знаеме дека медицината има соодветни методи на лекување и само многу е добро да се одбери професионален терапевт, професионален доктор кој што ќе си ја работи работата. За жал, се уште сме останати малку во државата, додека не сме си заминале и тие, да си ги почитуваме, да си ги цениме, да си ги сакаме и тоа е најважно. Или многу кратко за самиот крај, како да превенираме? Физичка активност, предпоставувам, правилно седење и правилно спиење, така? Прво морам да ја пофалам Сузе, еве и вас да ве пофалам. Гледам дека Сузе толку добро исправено стои, што стварно е за пофалба и за тебе иско. Ама не требало со скрстени нозе да се седи. Видете сега, точно така, да, дека не требало, меѓутоа сега сите ние имаме нели некој свој начин да седиме, но браво што стоите така исправено, многу е битно што не сте подвиткани да не до еден степен на кифоза. Тоа така само за предгледачите, после се сеткуваме. Па добро, ако е така. Сега ама јас мислам дека седите исправено. Секако физичката активност на прво место, советите и препораките од физиотерапевтите и од лекарите да бидат исто така на прво место, бидејќи тие се означаен факт за нашето здравје и се овош да ги почитуваме и да бидеме нели прави оние кои што сме ги слушнале од Илија или од некој друг поискусен лекар или физиотерапевт. Мене престана да ме боли се веќе. Тоа е Илјачот. Драго ми е што е така. Не, огаш и позитивната енергија кога ќе се спојат, а ние сите тројца сме позитивни во студиото и на гледачите се како нели им ја пренесуваме позитивната енергија и до нивните мали екрани зрачиме и секако не огаш со позитивна мисла може да ги лекуваме. Ви благодарам многу за разговорот, одличен. Повелете и друг пат. Да.